Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Денес е 1 март, имаме сончев ден, иако синоптичарите за попладне па и до крајот на неделата најавуваат врнежи од дожд. Денешната емисија ја започнуваме и ќе биде во фокусот состојбата на македонско-грчката граница. Таму вчера се случи мигрантски бунт поради затворените граници на земјите од Балканската рута. Повеќе од 10.000 мигранти, веројатно и нивната бројка се зголемува од утринава, чекаат за влез, односно за транзит низ Македонија. Дел од нив вчера ја блокира и пругата, односно железничкиот сообраќај беше во прекин. Информациите од грчките власти се дека на нивна територија има повеќе од 25.000 бегалци, од кои околу 7.000 се веќе во преполнетиот камп на Идомени во граничната зона со Македонија или во камперските шатори во кои спијат со денови крај меѓународната пруга Солун-Скопје. Бројот на бегалци во Идомени секојдневно се зголемува. Пред 5 дена бројката на заглавени бегалци беше 3.000, а денеска се околу над 10.000, како што информираат надлежните. Тие доаѓаат до македонско-грчката граница пеш или со организиран превоз, но поради нервозата, бидејќи не се пропуштаат на наша територија, вчера, како што најави, се случи и како што е познато бунт, по кој што нашите безбедносни служби реагира со солзавец. Какви штети трпи домашната компанија, односно Македонски железници транспорт, од разговорот со денешниот гостин, директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов, но пред разговорот со него да слушнеме малку музика. Да, се враќаме во студиото. Како што најавив, разговараме со директорот на Македонски железници. Господине Костов, добар ден, како сте? Вие сте за прв пат во Радио Слободна Македонија. Да. Ја слушнавте најавата. Стартуваме со темата мигранти, состојбата на македонско-грчката граница и блокадата која што вчера се случи. Каква е состојбата таму со оглед на тоа што вие бевте викендот, го поседивте кампот? Така. Значи, можем да кажем од денешен ден, значи состојбата е неизменета во поглед на вчерашниот ден после блокадата. Тоа значи една тотална блокада на железничкиот превоз на граничниот премин Гевгели и Идомени од страна на грчка страна. Тоа значи еден огромен број на мигранти кои што го имаат окупирано тој простор и железничката линија. Така да ситуацијата, можем да кажем, во моментот е и драматична, од друга страна за нас гледано железнички е дојдено до ситуација кај што е прекинат во целост како товарниот, така и патничкиот сообраќај. Колку ви се штетите кои што се претрпени? Па сигурно дека штетите ќе ги гледаме после неколку дена, али во секој случај штетите се огромни од аспект на тоа што веќе ги имаме договорено превозите и веќе се натоварени огромен број на вагони кои што се натоварени од страна од Солун према Скопје и исто така и од Скопје према Солун кои што чекат за влез, односно излез на граничниот премин Гевгелија. Можам да кажам дека е моментално ситуацијата во железничката станица Гевгелија, таа е окупирана од товарни вагони, од возови кои што некои од тие возови имаат товари кои што е полна со храна и така натаму, каде што реков последиците или пак штетите од последиците ќе имаме за неколку дена, сигурно дека анализа ќе направиме. Дали Македонски железници транспорт има капацитет да го изврши транзитот низ земјава на мигрантите кога за тоа ќе одлучат во Европската комисија? Па, ево одговорно ви кажам дека Македонски железници во целост го има целиот капацитет да се справи со таа мигрантска криза што се однесува до превозот на мигрантите. Ако ви кажам дека ние се вклучивме први во тој превоз на мигранти, кога имаше мигранти во изминатиот период или во ланска година, некаде над 4 до 5.000 дневно, каде што Македонски железници од самиот почеток, значи зборам од самиот почеток на појавата на мигрантската или на бегалската криза, е вклучен во превозот на
патниците од граничниот премин Гевгелие до Табановци. Очекувате ли да ескалира состојбата со оглед на тоа што неколку дена е блокирана нашата граница, македонските власти ги спуштија рампите. Грците информираат дека има повеќе од 25.000 мигранти на нивна територија, од кај нас властите информираат дека секојдневно нивниот број се зголемува на граничниот појас, се над 10.000 во моментот. Колку време ќе им треба на македонски железници доколку се реши состојбата и доколку почне протокот на мигранти да ги транзитира од јужната до северната страна? Па вака, ако земеме еден просек, ако беше во оној момент на деновите кои што ги имаше, да кажеме, максимумот на бројот на превозот на мигранти, некаде околу 4.000, значи македонски железници може дневно да пренесува измеѓу 4 до 5.000. Тоа значи дека за нас превозот на дневна основа можеме ние тој максимум да кажеме, можеме да го пренесеме, така да тој прилив на мигранти кој што е од страна на грчка страна за нас не би представувал проблем доколку ние имаме еден распоред, еден број на одреден број, дневен број, така да од многу фактори зависи ова. Кога ви кажам многу фактори, тоа значи од аспект на она што кажуваме контролата која што треба се изврши на граничниот премин, односно на кампот во Гевгелие. Посебно ќе биде исто така важен и приливот, односно контролата на граничниот премин Табановци, каде што ние сега имаме едни нови обврски, едни дополнителни обврски, каде што само може да се носи исклучиво само со воз и тоа до граничниот премин Прешево. Значи тоа се веќе протоколи, тоа се меѓународни договори кои што се потпишани и кои што на таа база, на таа дневна база македонски железници ќе треба да го испочитува. Тоа значи дека може да ескалира состојбата и со такси превозниците и транспортерите на автобуси со оглед на тоа што тие веќе блокира. Незадоволни од она што сте го постигнале како договор да ги балансирате превозите на мигрантите? Да ви кажам, значи такси превозите и автобуските превозници. Значи никаде во Европа, буквално никаде во Европа не се вози со такси или со автобуси. Значи целокупниот транспорт или превозот на мигрантите, на овие бегалци, значи се вози исклучиво со воз. Значи низ цела Европа се вози со воз. Меѓутоа, овие таксисти или пак автобуси кои што моменталната ситуација ја користат за некое лично профитерство или профитерство кој што е од моментален или дневен аспект на развојот на настаните, тие се јавуваат во улога на некоја си конкуренција на железницата. Не може железницата или пак тие да бидат конкуренција на железницата на еден превоз кој што представува аспект на безбедност и заштита на самата да кажам ситуација. Зошто ово го кажувам? Па го кажувам од аспект, вие знаете која категорија овие луѓе спаѓаат. Значи тоа спаѓаат луѓе од мигранти, од посебен безбедносен, од посебен сигурносен аспект за превозот на тие патници, така наречени патници. Вие знаете дека овие се патници кои што се возат од една до друга граница. Воедно ќе ви кажам дека тие такси превози во моментот се направија да бидат таксисти. Тие до вчера ги нема таксисти, ги нема ни автобуски превозници во Гевгелие во толку број колку што ги има сега. Према тоа, растот на тие таксисти, на тие автобуси е во моменталниот сплет на настаните на развојот на тоа. И тие се зголемуваат на дневна база. Према тоа, тие не се свесни уствари во која ризик или во која опасност влегуваат во таквата една ситуација на превоз на таква група на категории на патници. Услугите кои што тие ги нудат, односно цената на услугата која што тие ја нудат во однос на цената на услугата која што вие ја нудите, како е? Значи, еве ќе ви кажам. На самиот почеток кога тие почнаа да возат, значи нивната цена зависи од спогодбата тоа што ќе го прават. Значи тие возат некаде од 100 до 200 евра од кола. Зар може некој патник да плати 200 евра? Ве прашувам јас. Друга работа, тие таксисти или тие автобуси, нивната карта некаде се движи околу 35 евра. Друга работа. Зар може некој да ги контролира тие таксисти колкава цена, дали тие наплакат некои или им дават карти и така натаму и така натаму. Значи тоа се работи само за едно моментално лично профитерство. Од моменталниот настан на развојот на ситуацијата долево. И тие користат или да не кажам, ја злоупотребуваат оваа ситуација која што е на граничниот премин ова.
Од друга страна, тие таксисти, значи имаме ние информации, тие не ги возат до крајната дестинација таму кај што се вози до кампот во Табановци. Тие ги остават на аутопатот. Од друга страна, ние имаме ние информации дека голем број на тие ги остават до Неготино или до било кое друго место. Ние имаме обврска да ги носиме тие патници од еден камп до друг камп согласно прописите и стандардите кои што важат ова. Према тоа, цената на картата вие ме прашавте. Нашата цена на карта е утврдена согласно одлуката на владата. Значи ние таа карта ја имаме однапред договорена, утврдена карта од страна на надлежен државен орган. Према тоа нашата карта е карта која што е валидна и која што карта е важечка за железницата. Така, ќе направиме тука кратка пауза, продолжуваме веднаш со разговорот. Никола Костов, директорот на Македонски железници транспорт, гостин во Индекс на Радио Слободна Македонија. Разговаравме за цената на превозот и на таксистите, но и на вашата компанија. Имаше реакции, бидејќи своевремено и таа беше зголемена. Која е оправданоста за зголемување на цената на билетот за железничкиот сообраќај? Ако ви кажам дека цената на картата е, да ја знаат и сите целата јавност, е 25 евра. Меѓутоа, тие треба да знаат дека од аспект кои се нашите трошкови кои што ги имаме во таа цена на картата. Нашите трошкови, ние кои што ги образложивме пред владата, беа оправдани. Од аспект на зголемените трошкови кои што ги имаме од поглед на користењето на дизел локомотивите и на електролокомотивите. Од ворните возови кои што ги праќаме на релација Гевгелија-Табановци, Табановци-Гевгелија. Од хигиенското, дезинфекцијското одржување на возовите. Од сите аспекти на потрошувачката на се она што го имаме околу возовите. Од аспект на трошковите кои што ги имаме на инфраструктурата. Од аспект на сите оние воредни возови кои што ги имаме во текот на целиот ден и од аспект на ангажираноста на сите вработени, почнувајќи од машиновозачи, кондуктори, контролори и целокупното особје кое што ги обслужува возовите на таква релација од 200 км на релација од Гевгелија до Табановци. Према тоа, тие трошкови се енормно високи во поглед на цената на нашата цена на услугата. А и таа цена е зголемена со одлука на владата? Сигурно дека така е. Ние ништо не можеме, бидејќи ние сме државно предпријатие, ние ништо не можеме без одлука. Меѓутоа, одлука која што е образложена од аспект на онаш предмалку што ви кажа. Сите наши економски трошкови, сите наши економски параметри. Така, колку бројот на патници во железничкиот сообраќај, односно колку мигрантите влијаат врз големување на бројот на патници воопшто во железничкиот сообраќај? Па сигурно дека влијаат. Значи добро, прашањето јас го разбирам, значи влијае позитивно. Значи позитивно поглед на бројот на зголемувањето на патниците, позитивно поглед на финансиската ситуација на македонски железници, која со години уназад, знаете во каква тешка финансиска ситуација. Значи сето ова позитивно влијае. Меѓутоа имајте од аспекти на друга работа, дека железницата или со железницата се возат сите овие емигранти низ цела Европа. Верувајте ми дека од овие наши разговори со станоци со генералните директори на европските железници, и таму ги има бројот, зголемен број на патници, и таму позитивно влијае на економската мок на железницата. Према тоа, можам да кажам задоволство да кажам дека сигурно дека влијае позитивно од сите аспекти на работењето на македонски железници. Меѓутоа имајте во предвид дека и трошковите се енормно зголемени, затоа што ние кога побаравме зголемување на цената, од тие аспекти ние побаравме зголемувањето на цената. Велите со протоколи е договорено превозот на мигранти од една до друга граница да се одвива со железничкиот сообраќај. Дали имате информации овој застој до кога ќе потрае од страна на надлежните во Европа? Значи, вие кажавте уште еднашка во самата најава и во самото прашање, кажавте дека ова е протокол кој што се одвива, значи превозот на патници да биде на меѓународно ниво, значи на европско ниво, да се одвива исклучиво со железница. Од аспект, кажавме пред малку, за сигурност и безбедноста на државата или под аспект на сигурност и безбедноста и на самите патници или категоријата на патници кои што ние ги превезуваме. До кога ќе трае, како ќе трае, значи ова е веќе еден проблем кој што мислам или па прашање кој што железница не може да го одгатне или па да го каже дали ќе трае за ден, два, недела, две. Ова е веќе европски проблем, ова е веќе светски проблем.
до кога ќе трае, како ќе трае или како ќе се реши начинот на тоа, веројатно ќе го решат меѓународните фактори. Ние сме како железница, повторно кажувам, спремни да учествуваме во тој дел на решавањето и надминувањето на таа криза преку превозот на тие бегалци, а поготово ние како македонски железници ќе се ставиме секој пат да кажем и на браникот и да ги заштитиме интересите на Македонија од аспект на таа криза да не се прелее во Македонија, од аспект да македонски железници ја извршат обврската со оглед на оној број обем и даден или од страна на меѓународната заедница, така да јас повторно кажам и потврдам дека ние во секој случај ќе извршиме нашата обврска. Велите железничкиот сообраќај е во целост во прекин. Велите дека имате склучено договори за превоз, посебно во товарниот сообраќај. Да. Велите дека таму има вагони кои што се товарени со храна, но факт е дека еве неколку дена е блокирана пругата. Што вие како железници ќе направите за еве не за во контекст на превоз на мигранти, туку во контекст на функционирање на железничката внатре во државата, за да се намалат штетите? Така. Значи, ние за ова ситуација која што е наметната од вчерашниот ден или до кога ќе трае не знаеме, значи веќе ги известивме сите наши комитенти. Значи сите наши комитенти кои што имат намера да вршат превоз со железница во текот на овие денови. Значи го кажавме проблемот со кој што се соочува железница и со кој се соочуваме сите во ова моментална ситуација. Меѓутоа, ние во ова време ги известивме или во контакт сме и со надлежните од железничките управи во Србија и во Грција. Ние за ова ги известивме и нашава железничка унија во Европа, така да ги известивме, оствари знаате и сите веќе меѓународни фактори за ова ситуација. За наменувањето на овој проблем сигурно ќе бараме некои решења доколку ова криза проложи, а посебно што се однесува за храната која што е во вагоните, сигурно со надлежните институции во Македонија, посебно со Царинска управа, како што најдовме и во претходниот период излезни решења, да бараме некоја комбинација на превоз на робата, делот превозот на робата кој што е од оној карактер, расиплив карактер за храната да биде префрлен во камиони. Господин Костов, ќе направиме уште една кратка пауза. Да, разговаравме за проблемот на и штетите на македонски железници транспорт со што ги наметна мигрантската криза, а сега се префрламе на состојбата на железничкиот сообраќај транспорт во Македонија во контекст на владините мерки и политики и во контекст на инвестициите за подобрување, ревитализација на железничкиот сообраќај, односно она што го користите вие како она што го имате што го користите. Веќе споменав дека вчера Државниот завод за статистика излезе со податоци дека најмногу патници регистрирале во октомври 2015 година и во однос на превозот на стоки 100.000 тони месечно. Има ли македонски железници капацитет да ги зголеми бројките и во превозот на патници и во превозот на стоки и услуги? Сигурно, значи веднаш да кажам дека владата во македонски железници во овој изминат период инвестираше некаде, значи од ланска година, ако го земеме почетокот на проектот со новите вагони, товарни, патнички, реконструкција на халите, цирка околу 50 милиона, можеби над 50 милиона евра, што тоа е еден податок кој што, да кажеме, е фрапантен за развојот на македонски железници, бидејќи досега 40 години се нема ништо инвестирано во македонски железници. Ова за нас не само значи еден вид обврска, туку значи за нас еден потик во поглед на зголемувањето на обемот на работа како во товарниот, така и во патничкиот сообраќај. Ако ви кажам дека дали македонски железници е спремен од аспект на оние работи кои што вие ги кажавте, дали е спремен за работи, јас ќе ви кажам да. Меѓутоа има работи кои што зависат и од објективноста во моментот на движењето на стопанството во целина. Да кажеме и на светско, и на регионално ниво, а и во поглед на движењето на стопанството во Македонија. Сигурно дека тој предизвик со овие нови локомотиви, односно нови вагони кои што ги имаме во товарните во патнички сообраќај, ќе ни бидат мотив плюс да сето ова реализација или тие плански наши предвидувања кои што ги имаме да ги реализираме во текот на оваа година. Така беа
односно најавени се инвестиции од 25 милиони евра во возниот парк на железницата за превоз на патници и уште 13 милиони евра во вагони за товарните возови, докаде реализацијата со оглед на тоа што веќе пуштивте една композиција да се обреќа веќе Да, веќе е пуштена, значи е прво да кажеме поглед на товарниот сообраќај, кажавте дека таа е една голема инвестиција од 150 вагони, од кои што 75 се за превоз на јаглен и 75 се за превоз на контењери. Значи тие веќе се во функција, тоа тие се веќе дадени за работа, за превоз на стопанството на Македонија и со тие веќе работиме од почетокот на претходната година. Тоа значи дека овој превоз кој што ги имаме во товарниот сообраќај или зголемен обем на превоз е резултат токму на тие нови товарни вагони. За вториот дел од прашањето што се однесува до ова голема инвестиција од 25 милиона евра која што е дадена во поглед на ревитализацијата или обновата на патничкиот железнички сообраќај, веќе кажавте, значи имаме 6 нови патнички гарнитури, од кои што 2 електро патнички возови и 4 дизел, од кои што во моментот едната е во функција, електролокомотивата, електропатничкиот воз е во функција и пуштен во сообраќај на релација Велес-Скопје, Скопје-Велес и Скопје-Табановце, Табановце-Скопје, со тоа што чекаме да помине тој вид на тренинг километража, така наречена тренинг километража, да го продолжи патот до Гевгелија и до Скопје, односно до Гевгелија, од Велес до Гевгелија, така да ќе имат патниците до Гевгелија веќе можност да се возат со ова новата. Вториот веќе е во една пробна фаза, вториот или првиот дизел моторен патнички гарнитура на ова, веќе е пристигнат, тој е во еден вид на една фаза на тренинг, тој е кај нас во нашето депо. Вчера, да кажем уште една радостна, вчера ни стигна вториот дизел патничка гарнитура, третата ја очекуваме да стигне до крајот на овој месец и последните две ќе стигнат до крајот на мај месец. Така да од овој проект во поглед на обновата на патничкиот железнички превоз, значи ние се обновуваме за 60% на наша радост, на радост на македонски железници и на граѓаните на Република Македонија. Владата ни одобри уште еден дополнителен проект од обнова на 100% обнова на железничкиот патнички превоз на вагони со нови вагони, така да ги очекуваме дека тоа до година ќе има македонски железници една обнова на она што викаме 100% обнова на железничкиот патнички сообраќај. Веројатно ова ќе резултира како со подобри услови во сообраќајот за патниците, така и со зголемен број на патници. Па сигурно тоа е предизвикот за нас. Веднаш да кажам дека македонски железници и на општа радост на она што го кажам сега пред малку со овие нови вози, веќе има направена стратегија за зголемувањето на бројот на патници, на корисници на железничкиот сообраќај. Од тој аспект, овие нови возови што го дават овој комфор, овој комодитет, ова удобност со телевизори, со еркондишени, со слободни интернет конекции и така натаму, со чистоке и така натаму, нас ни представува предизвик да ние поведеме нови линии. Значи, ние веќе почнавме со проектот на воведувањето на деловни возови на релација Велес-Скопје, Битола-Скопје, Тетово-Скопје и сигурно ќе биде и Куманово-Скопје, каде што патниците ќе се возат на релација овие поготово кои што се вработени во администрацијата во Скопје, ќе можат за непречено време од 30 минути да стигнат до Скопје и после тоа, после 16 часот да се заминат до градовите таму од кај што доаѓаат. Значи, воведуваме други линии, воведуваме туристички линии, воведуваме спортски линии, воведуваме линии на ревитализација на историските, културно-историските споменици на државата. Така да тие возови ќе бидат во една функција на привлекувањето на што поголем број на патници на македонски железници. Од минатата година и оваа година продолжува проектот на владата за бесплатен железнички превоз на студентите и на пензионерите. Каков е интересот кај нив?
Па огромен. И кои линии Сигурно се дека најфреквентни? Сигурно дека овој проект на владата најде на едно воодушевување кај поготово кај младите, кај пензионерите, а посебно сега со оглед на тоа дека она што кажавме и новите возови кои што ќе ги пуштиме во сообраќај ќе бидат уште еден начин на предизвик на користењето. Јас само да ви кажам дека користењето на железничкиот превоз од аспект на овие два проекта кои што ги воведе владата се зголеми бројот на патници на железничкиот сообраќај. Да кажам дека иако новите возови кои што ги пуштаме во сообраќај, можеби да кажам да известам јавноста дека цената на железничкиот превоз останува иста. Тоа е супер информација за сите што го користат железничкиот превоз. И сега, не само што ревитализирате она што е постоечко во Македонски железници и транспорт, туку се ревитализира и сето она што се вика железнички станици, односно сите железнички станици долж коридорот 10, како и железничката станица во Скопје. До каде реконструкцијата на железничката станица во Скопје, дали е целосно пуштена во употреба и како се одвиваат градежните работи во останатите железнички станови долж коридорот 10? Да. Сигурно дека можеби ова прашање повеќе спрема директорот од инфраструктура, сигурно дека ова е непосредно поврзано прашање за мојот дел таму кој што се однесува за транспортот. Ако пред малку зборевме дека на еден начин патниците сакат да користат чисти возови, сигурно дека сакат да имат и чисти железнички станици. Токму тоа, реконструкцијата на железничките станици, кој што е неминовно поврзано и со ревитализацијата на обновата на возниот парк на железницата, тоа ќе значи дека уште еден плюс повеќе за патникот. Со чисти станици, со убави станици, да привлечеме што поголем број на патници према железница. Така. Господин Костов, заврши времето предвидено за нашиот разговор. Јас ви посакувам убав ден и ви благодарам што одвоивте време да гостувате во Индекс на Радио Слободна Македонија. Благодарам и на вашето радио, посакам исто така убав ден. Така, ние продолжуваме со музика. Да, за крај уште неколку кратки бизнис информации. Нова инвестиција во Демир Хисар најави вчера германската СТС Текстайл. Ќе инвестира 4 милиони евра во некогашниот погон на Застава и ќе отвори 150 работни места во прва фаза, а во наредниот период бројката ќе надмине 1000 вработувања. Ова е втора голема странска инвестиција во овој регион. СТС Текстайл е семејна високотехнолошка компанија која лани била прогласена за најиновативна во текстилниот сектор во Германија од страна на магазинот Менаџер. Фабриката во Демир Хисар е доказ дека владата работи на привлекување инвестиции во сите региони, а целта е обезбедување работни места и подобар стандард за сите граѓани. Ова инвестиција пред еден месец ја најави Груевски во обраќањето на конференцијата на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Она што претходно го најави денес се остварува, напиша Груевски вчера на својот Facebook профил. Компанијата ќе произведува специјализиран текстил и Република Македонија ќе биде првата земја во која што отвараат нов производствен капацитет надвор од границите на Германија, објави Груевски на социјалната мрежа. Авиокомпанијата Визар ја проширува својата понуда на летови, па од март годинава ќе воведе линии за уште 3 дестинации. Од аеродромот во Скопје ќе може да се патува до Берлин, Братислава и Копенхаген за релативно ефтини билети. Почетна цена на авиобилетите ќе биде 1799 денари за Берлин, 1499 денари за Братислава и Копенхаген. Нискобуџетната компанија Визар има 3 авиони кои сообраќаат на двата аеродроми во Македонија. Само на Скопскиот аеродром Александар Велики за 5 години превезла кон и од Македонија над 2 милиони патници. Овој унгарски превозник е субвенциониран од владата на Македонија и одржува 24 линии кон 11 земји. Се крати рокот за исплата на земјоделското производство од 6 на 3 месеци. Неделава се објавува и оглас за аплицирање на општини за финансирање на изградба на пристапни патишта до нивите и фармите. Наместо за 6, најдоцна за 3 месеци сите откупувачи, мелничари, винарски визби, преработувачи и кланици треба да ги исплатат земјоделците за предаденото примерно производство. За барање на земјоделците ќе се интервенира во Законот за земјоделство и рурален развој, доколку некој не го испочитува рокот од 3 месеци, ќе следуваат санкции. Предвидено е дури и отпишување на регистарот на откупувачи.
Со ова информација ја завршуваме денешната индекс на Радио Слободна Македонија во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Маја Дамјановска. Денеска е 1 март и во посакувам убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти, први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.